Измина една за бизнисот тешка година. Влегуваме во новата со нови предизвици. Најава за зголемување на цената на струјата, гасот, зголемување на минималната плата. Гледа ли бизнисот оптимизам, го прашувам првиот човек на Сојузот на стопански комори, Трајан Ангеловски. Господин Ангеловски, оптимисти сте или песимисти за оваа година? Бизнисот по дефиниција е оптимистички настроена категорија, така да дефинитивно мораме да гледаме со оптимизам. Иако предизвиците се навистина големи и оваа година што помина се соочувавме со навистина работи кои никогаш претходно не ни се случиле, со енормен растот на цени на суровини, метали на светско ниво, меѓународниот транспорт и навистина тоа беше прилично една шокантна ситуација. Меѓутоа еве и со крајот на годинава и со енергетската криза навистина многу предизвици. Кои ќе бидат најголемите предизвици во оваа година за бизнисот? Следнава година очекуваме дефинитивно во првиот дел од годината да биде енергетската криза. И веќе се чувствуваат одредени почетни проблеми и ситуации во однос на тоа, раст од 200, 300, 400% на сметките за струја навистина е огромен предизвик. Имаме компании кои, например, плаќале до предпоследните сметки им биле десетина илјади евра, а веќе новите сметки им се 42.000 евра. Навистина е тоа голем удар на компаниите. Со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, компаниите очекуваат дека ќе падне цената, меѓутоа тоа не се случи. Каде е проблемот? Ви благодарам на прашањето. Значи, мислам дека една комбинација од наши внатрешни несмасни чекори во управувањето на целиот овој процес кој веќе го спомнавте. Значи, либерализацијата дефинитивно ние ја поздравуваме, сметаме дека е еден многу позитивен чекор. Значи, ние секогаш сме поборници на либерален пазар кој ќе се формира сам по себе без некои посебни ограничувања. Меѓутоа, паралелно со оваа либерализација требаше да настане и еден процес на инвестирање во обновливи извори на енергија и тоа требаше да им биде овозможено на компаниите. Регулаторната комисија, како еден многу битен чинител во целиот овој процес, многу несмасно, можам да речам, оформи едни многу сложени процедури и на еден индиректен начин ги обесхрабруваше компаниите да инвестираат во обновливи извори енергија и да на некој начин влијаат на смалувањето на својата директна потрошувачка на енергија. И со изборот на овие лиценцирани трговци гледаме што се случува овие денови, значи масовно откажување на договорите за снабдување, компаниите склучиле најкултурни договори според постоечките закони во републикава и наеднаш од нигде никаде им се раскинуваат договорите и се оставаат под ведро небо. Снаоѓајте се како знаете и умеете и тогаш се случува овој процес да шоковите кои се случуваат на берзите, кои треба да е дневна работа, веднаш им се реперкуира на нивните сметки со зголемување од 300-400%. Дали вашите компании се соочиле со откажување на ненајавено откажување на договорите од страна на снабдувачите со струја? Да, има такви случаи. Според оние информации кои ние ги имаме, не само што се откажуваат договорите, туку некои од тие фирми дури се затвора. Според оние информации што имаме, од 1 декември престануваат со работа. Се со цел да го избегнат евентуално процесот на барање на по законски пат да се испочитуваат тие договори, на некој начин да се избегне нивната обврска. И вие како бизнис нема каде да се пожалите нова? Регулаторната комисија дефинитивно со изборот на вакви компании кои не си ги исполнија своите обврски, дефинитивно ги доведе во една многу проблематична ситуација компаниите кои обезбедуваа струја од ваквите компании и на некој начин ги остави сами да се снаоѓаат како знаат и умеат и да ги сносат комплетните последици од овој ценовен шок и навистина мислам дека последиците ќе бидат огромни. Ова година има најава за зголемување на минималната плата од 15 на 18.000 денари. Може ли бизнисот да го издржи ова најавено зголемување на платите? Генерално минималната плата е една административна мерка.
Ние секогаш како бизнес сектор се стремиме кон пазарно регулирање на цената на трудот, цените на одредени услуги и производи и така натаму. Ние не сметаме дека е минималната плата решение на сите економски проблеми во оваа земја. Доколку потрае овој ценовен шок со разноразни производи и ова минимална плата која веќе ја разговараме може да ќе биде премала. Ние немаме илузија дека е таа фантастично висока или пристојна плата и така натаму. Дефинитивно ние секогаш сме поборници да оставиме пазарот на трудот да се ја регулира минималната плата и да ја зголемиме ефикасноста од нашето работење, така да не се фокусираме на минимумот, да се фокусираме на повисоки вредности од минимумот. Овој месец се составува новата влада. Кои ќе бидат вашите барања од новиот владен состав? Од новиот владен состав ние очекуваме дека ќе спроведе по-одлучни и решителни реформи. Очекуваме дефинитивно дигитализација во нашава земја, затоа што ваква мала земја и мал пазар, доколку не се случи процес на дигитализација, да се поврзиме со светските пазари, ние дефинитивно немаме никаква шанса за иднина. И генерално капиталните инвестиции, приметувате, во секој буџет ние одвојуваме пари, ги плаќаме даноците, таа влада и тоа собрание ги гласаат тие буџети и на крајот на годината приметувате дека тие капитални инвестиции не се реализираат. Навистина мислиме дека нема смисла да се продолжи во иднина на тој начин. Доколку се предвидат средства за капитални инвестиции, ние очекуваме да се реализираат во 100% реализација нивна, а не да бидат на ниво 30, 40, 50, 60%, што е навистина незадоволително. Господин Ангеловски, ви благодарам на интервјуто. Ви благодарам.